Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Vodi rokad, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se tvoj čas, moli se za mene. Za tebe, ke se molam, koga su na molitven čas. Za tebe, ke se molam, Bog da vide za tebe tvoj čas. Moli se za mene, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide so mene tvoj čas. Глас на надежда. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежда. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Poštovani prijatelji, srdačan pozdrav do sita vas
кои ја следите нашата емисија Библијата зборува. Продолжуваме со изучување на големите вистини на Светото писмо. Пред нас е нова тема, нов предизвик, кој верувам ќе ги задоволи вашите духовни апетити. Има ли Бог свој ден за одмор? Некој рекол дека сите денови се еднакви пред Бога. Јас би се сложил само со таа констатација дека сите денови се еднакви по својата должина, од 24 часа, ден-ноќе. Меѓутоа, по својата духовна вредност, сите денови не се еднакви, односно Бог одвоил и посветил само еден ден. Кој е тој најдобриот ден во седмицата за одмор или за обожавање на големиот Бог? Кога отвараме Библијата на почетните страници, во првата книга Мојсеја, во првата глава, го имаме оној редослед на создавање од првиот па се до 6-тиот ден. И таму се опишуваат сите тие работи што Господ ги создавал за време од 6 дена на создавање. Вселената, небесните тела и сето тоа. Меѓутоа се поставува прашање од каде води потекло Божјиот ден, ден наречен сабота. Потекло на саботата. Еве да читаме на почетокот во Битие или прва книга Мојсеева, во втората глава, почетните стихови. Така беа довршени небото и земјата, и сиот украс нивни, и Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во него се одмори од сите дела свој што ги направи и ги создаде. Почитувани гледачи, во почетокот деновите не биле со име назначени туку поред редни броеви. Овде се споменува седмиот ден. Значи, Бог создавал за 6 дена, а во седмиот се одморил и според овој библиски текст, тој ден Бог го благословил, го посветил и го издвоил од останатите 6 дена. Очигледно, и пророк Исаја зборува на таа тема, кога е во прашање Божјата создателска мог. Овде пишува дека навистина Бог не се уморува. Бог не се уморил, па во седмиот ден да одморил, меѓутоа им дал пример на првите луѓе, на Адам и на Ева, кои тек биле создадени во 6-тиот ден и Бог им го подарил 7-миот ден за одмор, односно да се научат да го практикуваат саботниот ден за одмарање и за прославување на Господа. Значи, роден ден на нашата планета, драги гледачи, е 7-миот ден. Ние подоцна во 10 Божји заповеди ќе откриеме кој е тој 7-ми ден. И на 7-миот ден, еве пишува текстот, Бог ги заврши своите дела, кои ги создаде. И се одмори на 7-миот ден од сите своји дела кои ги беше создал. И Бог го благословил 7-миот ден и го осветил или посветил. Значи, драги гледачи, седмицата е создадена или составена од 7 дена. 6 дена Библијата ги нарекува работни денови, а 7-миот ден е ден за одмор, бидејќи Господ го посветил, го издвоил од останатите 6 дена. Во тој ден, вели Библијата, се било во мирување, односно сите го прославувале Господа. Значи, 7-миот ден, драги гледачи, или саботата, потекнува од Едемската градина. Адам и Ева го добиле како подарок и следните генерации го држале тој 7-ми ден, го обожавале, односно го празнувале и на тој начин му давале почит и радост на нивниот создател, на Господ Исус Христос. Подоцна, евреите, знаеме, се нашле во робство. 400 години биле во робство. Тие биле Божи народ. Господ преку Аврама создал една голема нација. Околу 2 милиона луѓе се нашле во робство. Бог ја сега воспоставува саботата или 7-миот ден во центарот на тој декалог или тие 10 Божи заповеди. Очигледно, во текот на историјата до израелците кога се нашле во робство, саботата, односно 7-миот ден бил празнуван од генерација на генерација. Тоа било пренесувано усмено, значи не било во писмена форма, меѓутоа сега Бог нашол за сходно заповедите да се напишат во пишена форма, за да можат израелците како поранешни робови да ги читаат, да ги запамтат и да ги почитуваат. Бидејќи во Египет тие биле робови, тие не знаеле, тие били полуписмени робови, само знаеле за кал
секојдневно мешале кал, правиле цигли, опеки, што вели Библијата, зидале градови, јаделе 3 пати, спиеле и ништо друго. Тие го изгубиле познавањето за вистинскиот, за живиот Бог. И Бог сега морал како деца од прво оделение да ги учи. Од А па до Ш. Едноставно им дава чекор по чекор лекции да се врати тоа нивно познавање за живиот, за вистинскиот Бог. И затоа Бог преку Мојсей, кој бил повикан на планината Синај, ги напишал со својот прст овие 10 свети заповеди. Еве, може овде да ги видиме на оваа фотографија, а може ги најдете во втора книга Мојсеева, во 20 глава и подосна се повторени во 5 книга Мојсеева, истите тие 10 заповеди. Ние ќе ги читаме малце покасно и ќе ги прочитаме 10 Божи заповеди. Значи, Мојсей бил повикан, почитувани гледачи, на планината Синај. Мојсей ги однел тие камени плочи, Бог ги напишал. Интересно, во Библијата скоро 40 писатели пишувале разни пораки, објави Божи. Меѓутоа, 10 Божи заповеди ги напишал самиот Бог, односно, како што вели еден писател, Исус Христос со својот прст. Значи, тие се 10 Божи заповеди. И овде, во центарот на тие 10 Божи заповеди е 4-та заповед, која вели помни го саботниот ден да го празнуваш. Еве сега, почитувани гледачи, откриваме кој тој седмиот ден, бидејќи читавме на почетокот во прва книга Мојсеева, во втората глава од 1 до 3 стих, дека Господ го посветил седмиот ден. Но овде сега имаме со име, што би се рекло со презиме, да дознаеме и да откриеме кој е седмиот ден, дали е недела или сабота. Овде пишува помни го саботниот ден. И овде ете со црвени букви, саботата е Господова, не била еврејска. Евреите ја добиле, да, точно на Синај, преку Мојсей во пишена форма, бидејќи биле Божи народ. Меѓутоа Адам не бил евреин. Евреите потекнуваат од Аврама па наваму. Меѓутоа пред Аврама поминале стотици години, тогашните патриарси пророци ја почитувале саботата, односно седмиот ден. Во тој ден се одмарале и го почитувале Господа. Овде вели да не вршиш никаква работа. Значи кога? Во седмиот ден, во саботата, никаква работа, почитувани не треба да работиме. Ни ти, вели овде текстот, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ниту добитокот твој, ниту странецот кој што е во домот твој. Денеска можеби немаме слуги, немаме странци во нашите домови. Немаме сите можеби волови, крави или добиток, но имаме машинерија, трактори, комбајни, автомобили. Сето тоа треба да мирува во сабота. На она што сме ние господари или газди, што би се рекло, треба да мирува во саботниот ден, почитувани гледачи. Значи, 6 дена работи, вредно, марливо, а во седмиот ден треба да одмориме. Бидејќи самиот Бог, односно самиот Исус Христос, како што вели текстот, се одморил. Зашто за 6 дни Господ ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, а во седмиот ден си почина. Во седмиот ден Бог одморил, пишува во Излез, односно втора книга Мојсеева, 20 глава, 11 стих. Значи, саботата, почитувани гледачи, е ден за прославување на Творецот. Интересно, кога зборуваме за израелскиот народ, саботата станала символ на ослободување од робството за евреите. Тие подосна ќе разберат суштината на саботниот ден. Додека биле робови 400 години, тие изгубиле светоста, го изгубиле познавањето за Бога и за почит кон денот, односно кон Господа преку седмиот ден, преку саботата. И затоа Бог ќе дозволи да тие евреи излезат и ќе ги учи, како што спомнав, чекор по чекор. Пази го саботниот ден. Ова е кажано во 5-та книга Мојсеева, во 5-та глава. Значи, пред да влезат во ветената земја, 40 години израелците патувале низ пустињата пред да влезат во ветената земја. Значи, на почетокот, кога излегле, Господ им го дава законот и сега уште еднаш го повторува во 5-та книга Мојсеева, пред да влезат во ветената земја. Бог вели, пази или внимавај на саботниот ден, за да го осветуваш, како што Господ твојот Бог ти заповеда. И помни го
и помни дека ти беше роб во египетската земја и дека Господ твојот Бог те изведе од таму со силна рака, со испружена мишка. Затоа Господ твојот Бог ти заповеда да го пазиш саботниот ден. Почитувани пријатели, денеска евреите не се посебен народ. Денеска сме сите ние посебни, кои сме се одлучили да го следиме Христа. Ние денеска сме духовни израелци, духовни следбеници на Исуса Христа. Денеска важат и ове зборови за нас. Овде вели пази, односно внимавај на саботниот ден. Дали почитувани ние го пазиме? Дали ние внимаваме на седмиот ден? Тој Божи ден, тоа не е мој ни твој. Тој не е национален ден, тој Божи ден. Бог сака кога ние се одмараме во тој седми ден, да му дадеме почит и да го прославуваме во нашиот верски живот. Господ, за да ги научи израелците, додека патувале низ пустињата, им дал видливи знаци, видливи упатства, за да разберат дека во седмиот ден треба да одмарат. Додека патувале, Библијата вели дека Господ на израелците им давал мана, небесна храна. Тој им рекол дека ќе паѓа секој утро посебна врста на храна од небото, бидејќи во пустињата немале тие услови да готват, да печат, немале продавници да купаат, иако имале злато со нив и пари во тоа време, меѓутоа не можеле да купат и затоа биле гладни. Бог се погрижил за нив. Тој ги хранел со небесна храна. Саботата била позната, како што спомнав, и пред законот на Синај. Кога зборувам Синај, тој е планина, тој е символ, кај што Господ се спуштил, вели, дошол, го повикал Мојсија и ги напишал 10 заповеди. Еве да го читаме текстот во Излез, втора книга Мојсеева, 16 глава, од 4 до 5 стих. Значи, почитувани гледачи, ова сега што ќе го прочитам, се случува многу пред да се случи појавувањето на Бога на Синајската планина и да ги напише тие 10 заповеди со својот прст. Значи, ова е многу порано сега што ќе го прочитаме. Тогаш Господ му рече на Мојсија: еве ќе ви симнам леп од небото и ќе излегуваат луѓето секој ден да собираат колку им треба за ден, за да ги испитам ќе одат ли по мојот закон или не. А на 6-тиот ден, кога ќе го сместат собраното, ќе има 2 пати онолку колку што собираат секој ден. Да појасниме на почетокот, почитувани гледачи. Значи, Господ им рекол: секој ден од небото ќе паѓа леп, овде вели, ќе ви симнам леп. Библијата го нарекува тој леп мана, небесна храна или ангелска храна. Луѓето требале секој ден да излегуваат и да собираат доволно за тој ден. Ако некој собрал повеќе, поголемо количество на леп, односно на таа небесна храна, она што им преостанувало се расипувало за следниот ден и морали да го фрлаат. Меѓутоа, во петок требало да соберат двојно повеќе за следниот ден, за саботата. И интересно, она што им останувало и за саботата не се расипувало. Тоа било доволен знак да поверуваат овие стари евреи, да сватат дека саботата е посебен ден, ден кој што Господ го благословил. И еве овде гледаме дека луѓето радосно излегувале наутро, собирале доволно количество на храна, на мана за тој ден. Имале за поедок, за ручек и за вечера. Меѓутоа, ако нешто преостанало повеќе, следниот ден морале тие да го фрлат. А на 6-тиот ден, кога собраат двојно количество храна, по 2 гомора за секого, сите старешини на заедницата дојдоа и го известија Мојсија. А тој им рече: тоа е точно како кажа Господ. Утре е целосна почивка. Гледате сега, почитувани пријатели. Мојсија им вели, според Божјото упатство, утре е почивка целосна, сабота посветена на Господа. Значи, драги мои пријатели, саботата е Господова, не е еврејска, не е ниту наша, ниту ваша, таа е Господова, таа е дадена на човекот да преку тој саботен ден го обожава и се радува, секако и да се физички одмори. Овде пишува: саботата посветена е на Господа. Испечете што сакате да испечете, и сварете што сакате да сварите, и ставите го настрана тоа што ќе остане за да ви стои за утре. Гледате, она што го подготвувале во петок, собирале храна, можеби некој приготвил некој друга храна, не се расипувало ако останало за сабота, но другите денови, ако направиле дупло храна,
ili ako soberele dvojno poveke hrane i za slednji den, ta hrana se rasipovala. Očigledno, ovdje Gospod sakal na jedan vidljiv način da im pokaže na starete Izraelci na poslušnost i na počet kon 7. den sabotata. Tije go ostavija to za utre, kako što naredi Mojsej, i ne zasmrde, niti se najdoa crvi vo nego. Togaš Mojsej im kaža, jadete go to denes, zašto denes je sabota Gospodova. Denes nema da najete mana na poleto. Interesno, uštednaš ovde Mojsej je naglasova važnost na sabotata deka je Gospodova. Interesno, u sabota nemalo mana. Neko Izraelci, Evreji koji bile nedoverljivi, jednostavno izlegle u sabota nautro, nemalo mana, nemalo hrana. Može bi u petok bile neposlušni i spile malce podolgo i koga otišle u 12 časot napladne, nemalo poveke mana po poletu. I si rekli, može bi utreke padne povtorno u sabota nautro i nijeke otideme ke sobereme. Međutim, koga otišle, ovdje veli tekstot, u sabota nemalo. A oni što imale dvojno sobrano u petok, za sabota, ovdje piše odeka ne se najdoa crvi vo ta hrana, što očigledno Gospod gi vodila rabotete, počitovani prijatelji. Djecata isto tako bile vredni, sobirale i vrednite poslušni majki, go počituvale 7. den sabotata. Ovdje piše odeka 6. den ke sobirat, no vo sabota nemalo. Nema da se navoga mana po polinjata, kaj što je sobirale u prethodni te denovi. Interesno, dragi gledači, čudata na manata trebalo da im pokaže na Izraelcite na poslušnost, na nešto nadprirodno, deka Gospod gi vodi rabotite. Na 6. den 2 pati poveke pagelo mana. Znači, svaki den imalo dovoljno količestvo da padne mana, međutim, u petok 2 pati poveke, zašto morale okolo 2 miliona luge da soberat dvojno poveke za slednji den za sabotata. U sabota ne možeš da se najde mana. Dvojno to količestvo sobrano u petok ne se rasipovalo. Interesno, Bog sakal i na ovaj način da gi osvedoči Izraelcite deka sabotata je poseben den. 40 godini to sabotno utro se povtoruvalo 2080 pati. 2080 pati nemalo mana u sabota. Drugite denovi imalo. U petok količestvo dvojno poveke za da imat i za sabota. Hajde сега početovanje da utideme u Novi Zavet i da vidime kako apostoliti tretirale sabotata kako Božji den. Najprve ke se zapoznajeme s Isusa Hrista, da vidime da li toj za vremena svoj prestoj od 33 godini nova zemlja je počitoval sabotata, odnosno 7. den. Ovdje tekst od go imame vo Luka, pišu i dojde vo Nazaret, kada je beše porasnal i po svojot običaj vleze vo sinagogata jedan saboten den i stana da čita. Počitovani, Isus je slavil, počitoval sabotata. Iako bil Bog vo telo, to je se jednostavno počinoval na zemljite pravila i zakoni, na Božjete pravila. Da, Isus je roden vo evrijsko semejstvo. Evrejite ja počitovali sabotata, no ta sabota je dadena za site luge. Ovdje pišuva Isus vo sabota, ne vo nedela, bil vo hramot, vo domot kaj što luge tu se sobirale i go proslavovale Gospoda. Isus Hristos nije počitovani primjer vo toa. Sabotata je sozdadena za čovekot, a ne čovekot za sabotat. Znači, vo 6. den bil čovekot sozdaden i Bog mu je dava sabotat kako podarok da se sekjava na roden den od nova planeta. Kako sveko od nas što ima den na rađanje i nije togo prosluvome kako roden den, ova planeta svekoj 7. den se povtorova roden den od i v sušnost nije treba se kjame svekoj 7. den, neka Bog na toj den se odmoril, go posvetil toj den i go dal na čoveštvo to. Isus imao teške raspravi koga bil nova zemlja. Isus ne narušil sabotata, tuko je očistil od formalistite. Često pati tije fariseji, sadukeji, crkveni učitelji mu zameravali na Isusa zašto pravi neke aktivnosti što bile navodno sprotivno spored njimite običaji.
Меѓутоа, Исус е господар и од саботата. Нажалост, почитувани пријатели, мора да го кажам тоа. Верските водачи во Исусово време ја обремениле саботата со многу своји закони, кои не се дадени од Бога. Ние подоцна ќе читаме за некои такви работи. И затоа Исус, кога дошол, ги рушил тие нивни формални работи, кога е во прашање и почита на саботата. Тие обременили саботата, доделе такви закони што луѓето едноставно се плашеле кога доаѓал саботниот ден. Тој им рече: кој човек од вас, ако има една овца и таа во саботен ден падне во јама, нека ја фати и извади. А колку е поскап човекот од овца? Затоа дозволено да се прави добро во саботен ден. Исус правил добри дела, почитувани во саботата. Тој не одел да коси, да жнее или да копа бунари во сабота, меѓутоа лечел, правил добри дела. И денеска не е грев ние да правиме добри дела. Меѓутоа се знае што е добро дело. Се знае кога се некои извонредни или воредни работи или околности. Значи, се оно што може да го направиме во 6 дена, да го сработиме, треба да го сработиме. Саботата е ден за одмор. А евреите што правеле? Ако имало потреба некој човек да му се укаже брза, хитна помош, тие тоа не го правеле. Го сметале за грев. Меѓутоа, ако на некој евреин му падне овца во бунар, тие би се спуштиле долу и би ја извадиле. Зошто? Затоа што ако овцата загине, би имале губиток од своето трло, односно своите овци. Значи, во прашање бизнис, а никаква вера кон Господа. Бог рекол дека во саботниот ден може да се прават добри дела. Исус едноставно имал намера неговиот народ да ја светкува саботата и после неговата смрт. Значи, Исус го оставил тој аманет и тоа е запишано од страна на апостолите. Библијата ни дава едно предупредување, драги пријатели. Молете се вашето бегство да не биде во зима или во саботен ден. Зошто ова го кажува Исус Христос? Затоа што Библијата зборува дека ќе дојде прогонство, дека ќе дојдат тешки денови за христијаните, како што било во средниот век, кога многу луѓе, христијани и лјадници, морале ги напуштат своите домови и да бегат во планина да го спасат својот живот. Тоа ќе се повтори во последно време. Но овде Исус нагласува една работа многу важна. Предупредува. Овде вели: молете се бегството ваше да не биде во зима или во саботен ден. Знаеме кога е зима дека е тешко да се одвоиш од домашната атмосфера, да бегаш во планина, ладно е, студено е и така натаму, условите се навистина тешки, но овде се споменува и саботата. Зошто? Затоа што ќе се наруши тој мир ако ние во сабота одиме, бегаме и носиме со себе товари. Затоа Исус вели: молете се вашето напуштање на домовите, на градовите и на селата да не биде во сабота или во зимно време. Еве да се подсетиме, почитувани гледачи, на дел од историјата. После Христовото заминување, Исус дал пророштва. Тоа е запишано во Евангелието според Матеја во 24 глава. 70 година после Христа, Тит едноставно дошол и го опколил градот Ерусалим. Тука биле дадени јасни пророштва како и на кој начин да го напуштат Ерусалим евреите. Сите они кои го знаеле тоа пророштво, на време го напуштили и останале живи. Они кои биле немарни, кои ги отфрли таквите пророштва, на жалост загинале. Еве да се споменеме уште еден пример, жените при гробот на Исуса Христа. Исус, знаеме, бил раснат во петок, предпладне и некаде попладне пред задисонце бил погребан. И беше ден на подготовката и саботата настапуваше. Значи, петок е ден на подготовка, драги пријатели. Се што треба да готвиме, да правиме, да сработиме, тоа е петок. Пред задисонце ние треба да прекинеме со сите наши активности, а саботата е ден за одмор. Тоа го пишува и во Стариот Завет, и во Новиот Завет. Овие жени, Марта, Марија, останатите, во сабота не дошле на гроб, туку во недела, во првиот ден седмицата. Според обичајот, според законот, и оделе во синагога, оделе во црква. Го обожавале и го славеле Господа. А Исус бил погребан и тој бил во гробот. А кога се врати, ја приготвија мириси миро. И гледајте сега што пишува. А во сабота почива според заповета. Која заповед? Па 10 Божи заповеди. Знаеме 4-та заповед
како гласи, ја читавме на почетокот, 6 дена работи, а 7 ден е сабота, одмор Господов. Втора книга Мојсеева, 20 глава. Овде вели според заповедта почиваа. А во првиот ден на седмицата жените дојдоа на гробот и знаеме што се случило. Едноставно гробот бил празен, ангелите посведочиле, им кажале дека Исус не е помеѓу мртвите повеќе. Подосна, драги пријатели, апостолите ја продолжиле таа истата наука да ја проповедат за седмиот ден, за саботата. Павле често пати закажувал богослуженија во сабота, на овие простори. Павле бил и овде, на овие простори во Македонија, бил во соседна Грција. Тој основал многу цркви, многу групи. Во Мала Азија исто така бил проповедал, значи забележени се 84 саботни богослуженија во кои што учествувал Павле. 84. Тој се и во други денови имал собрани, и во среда, и во недела, меѓутоа саботата е посебен ден, рековме, не е грев да се собереме во црква и во среда, и во недела навечер или понеделник, меѓутоа саботата е посебен ден, затоа што е посветен, затоа што е благословен од страна на Господа. И во саботниот ден влегува во синагогата и седна, пишува во Дела, 13 глава, 14 стих. Павле бил голем проповедник. А кога излегува, незнабожците ги молеа да им проповедат овие зборови следната сабота. Гледате, драги гледачи, драги пријатели, незнабожци го молеле Павле да дојде и наредната сабота да проповеда. Зошто е незнабожци кои ја славеле неделата не му рекле Павле дојди во недела да ни проповедаш, туку во сабот? Очигледно потикнати од Светиот Дух, тие ја прифатиле саботата како Божји ден, а идната сабота се собра скоро целиот град за да го чујат Божјето слово. Замислите, не знам вие каде живеете, што ја гледате ова емисија, драги гледачи. Јас сум сега моментално во Кавадарци. Замислите 30.000 луѓе да дојде овде Павле, да дојдат да го слушаат словото, Евангелието во сабот. Овде вели, а идната сабота се собра скоро целиот град за да го чујат Божјето слово. Очигледно, драги пријатели, обичајот на апостол Павле бил да во сабота оди во црква. И по својот обичај Павле влезе при нив и 3 саботи поред расправаше со нив од писмото. Павле бил голем проповедник. Тој во почетокот ги прогонал христијаните, мислејќи дека верно му служи на Христа. Се до оној миг, дека една група не водел кон Дамаск и каче на тој конј, паѓа, му се јавува Исус Христос, 3 дена бил слеп и потоа се крштава, потоа станува вистински Христос следбеник. И секоја сабота расправаше во синагогата и ги убедуваше јудејците и грците. Гледате, драги пријатели, секоја сабота, не секоја недела. Павле не ја пропагирал неделата првиот ден во седмицата за празник. Затоа што невозможно е тоа да го прави, кога во Библијата пишува дека седмиот ден е сабота, според 10 Божји заповеди. Меѓутоа, како одминувало времето, едноставно умирале апостолите еден по еден, доаѓале нови верници од незнабожството, необратени целосно и направиле еден вид компромис. Ѓаволот знаел, му сметала саботата и тој сега ќе ги користи црковните водачи и верските лидери и се разлути змевот, а змевот е ѓаволот, сатаната против жената, жената е символ за Христовата црква, облечена во бело, да отиде да војува против останатите од незиното потомство. Значи, тоа се потомци, тоа се генерации кои доаѓале после апостолите, кои ги пазат Божите заповеди и го држат сведоштвото на Исуса. Значи, после апостолите кога починале, дошла нова генерација, исто така верни Божи следбеници, но сатаната се разлутил на нив и доаѓа да се бори, да се обрачуна преку змевот, односно ѓаволот преку своји луѓе. Тука е трпението на светиите, на оние кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Токму сатаната ќе покуша да ги сруши оние кои се свети во очите на Бога, кои ги пазат, кои ги држат заповедите Божи и верата во Исуса Христа. Знаеме дека Јован бил однесен во затвор на
Patmos островот со цел да го замолкнат, бидејќи тој бил најмладиот Христов ученик и ќе живе најдолго после сите апостоли, и сатаната сакал да го замолкне и го однеле таму да крши камења, меѓутоа Бог го употребил Јована, му дал прекрасно откровение и тој ја напишал таа прекрасна книга, каде што ние може денеска да се охрабриме, да гледаме се она што Господ го приготува за својот народ. Спасените ќе ја пазат саботата и на небото, драги пријатели. Ако сакате вие, драги христијани, да еден ден бидете со Исуса, мора денеска да се научиме да го славиме вистинскиот ден. Невозможно е да славиме прв ден во седмицата или петиот ден или четвртиот ден. Мора да го прифатиме седмиот ден ако сакаме да бидеме со Христа. Еве ќе прочитаме и библиски текстови. Зашто како што новото небо и новата земја, кои јас ќе ги создадам, ќе бидат секогаш пред лицето мое, вели Господ, така ќе постои и потомството ваше, името ваше. И од сабота до сабота ќе доаѓа секое тело да се поклонува пред мене, вели Господ. Драги мои пријатели, ништо овде нема што да филозофираме. Толку јасен овој библиски текст. Од сабота до сабота, секое Божје дете ќе доаѓа кај Господа да се поклони. Од исток и запад, север и југ, без разлика каде ќе се најдеме на новата земја. Ние како верни следбеници Христови ќе доаѓаме кај Христа. Во Исаја 6 глава, 22 и 23 стих. Прочитајте, проверете во вашите свети писма. Значи, едноставно, саботата е знак меѓу Бог и неговиот народ. Тоа е знак за препознавање. Како што во војска сме биле и сме стражареле, и постои знак и лозинка, кога доаѓа до размена на стражата. Според тој знак, стражарите се препознаваат. Исус ќе не препознае нас, драги пријатели, по саботата. Затоа ние треба уште денеска да го прифатиме седмиот ден за обожавање и за прославување на Господа. Им ги дадов и моите саботи за да бидат знак меѓу мене и нив, па да знаа дека јас сум Господ што ги осветува. Драги пријатели, едноставно да видиме сега како практично се светкува саботата. Едноставно ќе ви биде саботата за почивка, за да ги смирите своите души од вечер до вечер да ја пазите саботата. Може ќе се запрашате од кога, како почнува сабота? Дали од 12 часот на вечер? Не, драги гледачи. Денот, според Библијата, започнува со заоѓање на сонцето. Еве сега е 1 јуни, ова емисија ја снимаме денеска, сонцето ќе зајде во 8:05. Значи, ако е денеска сабота, почнува од заоѓање на сонцето до утре навечер. Едноставно, тоа е денонокие. Тоа се рачуна или се смета за еден ден. Денонокие, вечерта и денот. Во тој ден одмараме, според Библијата, се воздржуваме од секојдневни активности, не готвиме, не периме, не купуваме, не шиеме, не продаваме, одиме во црква, ако има во нашето населено место, или сме дома, читаме од Библијата, одиме во прошетка, посетиме некој свој пријател, едноставно се релаксираме телесно, а духовно го изградуваме нашиот карактер. Овде вели, нека се смират вашите души од вечер до вечер. Значи, едно денонокие представува еден саботен ден. Тоа е според Библијата. Еве Марко, 1 глава, 32 стих, и кога се свечери, кога зајде сонце. Значи, денот почнува кога ќе зајде сонцето до утре навечер, кога повторно ќе зајде. Едноставно, според Библијата, еве што читаме, ако ја воздржиш ногата за да не ја газиш саботата и да не вршиш работи во светиот саботен ден, наречеш ли ја саботата милина и денот е посветен на Господа, почитуваш ли ги, откажувајќи се од пат, од занимање со работи, од празни зборувања. Исаја 58 глава, 13 и 14 стих. Значи, се оно што го работиме секојдневно, тоа мирува. Духовни работи се активираат во саботниот ден. Саботата треба да представува, драги пријатели, милина, радост, не терет, зашто тој ден овде пишува е посветен на Господа. Треба да се воздржуваме од секакви активности, физички работи, зашто во тој ден ние треба да се одмараме.
Петок je наречен подготвителен ден, како што жените се подготвиле да го погребат Исуса и во саботниот ден се одмарале. Значи, готвење, перење, работа, активности завршуваат во петок попладне пред зајди сонце. И кога веќе се стемни, бидејќи беше ден на подготовка спроти саботата. Јасно и гласно, драги пријатели, Библијата ни кажува дека петок е шестиот ден, ден на подготовка, а седмиот ден е сабота. Зборот сабот или шабат значи одмор, посветен на Господа. Саботата исто така може да кажеме дека е ден за богослужение и одмор. Да, и физички одмор, но духовно ние се надградуваме. Едноставно посетуваме молитвен дом, го славиме Господа, се дружиме со луѓе кои исто така веруваат и ја празнуваат саботата. 6 дена се работи, а седмиот ден е сабота, ден за потполн или целосен одмор, за свет собир. Во неа да не работите никаква работа. Тоа е Господова сабота во сите наши живеалишта. Значи, драги пријатели, ова сабота, како што читаме повторно, е Господова. Но Бог е подарил, саботата е дадена на човекот, а не човекот за саботата. Значи, човекот е создаден во шестиот ден и Бог на подарок му ја дава саботата како свет ден. И дојде во Назарет, каде беше пораснал, влезе во саботен ден во синагогата според својот обичај и стана да чита. Значи, во сабота е дозволено да се чита Библија, да се проучава, да се пеат духовни песни, да се слушат проповеди и да го изградуваме нашиот карактер. Ајде да споменеме неколку тези спротивни на саботниот ден за одмор. Некои луѓе цитираат некои библиски текстови со цел да покажат дека саботата е изгубила својата вредност или дека сега ние треба да го почитуваме првиот ден во седмицата. Дали имаме такви докази во Библијата, почитувани гледачи? Во Господовиот ден бе во духот и чув зад себе силен глас како од труба. Некои го земаат овој текст како доказ дека ете апостол Јован, кој бил на островот Патмос, во Господовиот ден, во првиот ден, во неделата, едноставно имал видение и врз основа на тоа градат свое верско убедување дека саботата е изгубила својата вредност и ние треба да ја славиме неделата. Ако го земете грчкиот јазик на пишување на Библијата, Откровението, Новиот Завет, таму ќе прочитате дека кога пишува Господовиот ден Кириакос, значи Господ, не во неделен ден, во српскиот превод од Даничич, односно Кареджич, пишува во неделен ден. Меѓутоа, тој е погрешен превод. Таму треба да пишува Господов ден, бидејќи до сега имавме многу текстови прочитано кои укажуваат кој е Господовиот ден. Тој е седмиот ден, саботата. Значи Јован Богослов имал видение не во недела, во првиот ден во седмицата почитувани, туку во седмиот ден, во Господовиот ден. Едноставно, тој текст кој ни укажува дека апостол Јован верно му служил на Господ до крајот на својот живот. 6 дни да работиш и да ги вршиш сите дела своји, а во седмиот ден, кој е саботата на Господа твојот Бог. Еве, имаме сега одговор на претходното прашање. Кој е Господовиот ден? Овде пишува седмиот ден, саботата. Да не вршиш никаква работа. Значи, во тој ден ние се воздржуваме. Има ли значење кој ден да го празнуваме? Зашто некои христијански заедници велат денот воопшто не е важен. Дали е петок, дали е сабот или недела. Важно да имаш љубов кон Бога, да го почитуваш и така натаму. Но ајде да видиме што пишува во Библијата, почитувани. Помни го саботниот ден за да го светкуваш. Помни го или сеќавај се. Ако не е важен денот саботен, Бог би рекол сите денови се еднакви. Воопшто не ми е важно дали вие во среда или во петок ќе дојдете во црква или ќе го одвоите ден за светкување. Овде вели помни го. Кога нашите родители ни кажеле дека биле стари, а ние млади, тие рекле сине, ќерко, помни го ова, запомни го. Ова аманет ти го оставам. И ние се трудиме да го запамтиме. Бог сака да не подсети секој седми ден дека ова планета, почитувани гледачи, има свој роден ден, а тој роден ден е во саботата. Човекот нема право да решава кој е Божјиот ден. Никој од нас го нема тоа право да каже јас можем и во среда да го славам Бога. Можеш и во четврток, и во понеделник, не е грев, меѓутоа тоа не е тој посебен ден.
Например, секој од нас има свој роден ден. Јас сум роден на 25. април. Јас можам и во 20. април да повикам луѓе да ние да се почастиме. То не е забрането. Меѓутоа, фактички, јас сум на 25. роден. И тоа никој не може да го промени со било каков акт. Зашто така моето име е заведено во книгата, во матичната книга на родените. Јас можам во 20. април да се соберам со пријателите, но со тоа не го менувам 25. април. Така да денеска човекот нема право, драги пријатели. Некој пат му се чини на човекот прав, а на крајот води кон смртта. Ние може да планираме, може да менуваме, но тоа нема благослов од Господа. Денеска, на жалост, има разни календари, каде што 7-миот ден со црвено е саботата, а некои го прават дека е неделата. Меѓутоа, тоа да не збунува. Земете Библијата, тој е најдобар календар. Стар 6000 години, може да спомнам. Тука не може никој да направи корекции. Низ историјата имало покушај кај што се менувале датумите и едноставно да им се избрише на луѓето од свеста дека денеска не е сабота, туку дека е недела. Да, имало промена во календарите, но да ви кажам, почитувани пријатели, не е менуван денот во тие календари, туку датумот е менуван. Значи, деновите низ историјата биле преместувани, како да знаеме точно кој ден во седмицата денеска, например, дали денеска вторник или среда, бидејќи дошло до промена во календарите. Значи, деновите не се менувани, туку датумите. Еве, ќе спомнам дека овде имаме години, тој григоријански и јулијански календар, еве може да видите овде, значи во 1582 година папата Григорий исто така го променил календарот. Потоа се менува во јулијански календар, бидејќи дошло до пресметка на повеќе денови и овде бил подолг отколку што треба за 11 минути низ годините, тие минути се натрупувале се до 1582 година. Календарот имал приближно 10 дена повеќе или разминување со сончевиот систем. И така на 4. октомври, запамтите го ова, драги пријатели, на 4. октомври 1582 година било четврток, а следниот петок требало да биде 5, а тој станал 15. Деновите во седмицата воопшто не биле засегнати, туку само деновите. Еве, прочитате слободно, додека стои ова слика на вашите екрани, значи менуван е датумот, а не денот. Ако ова се случувало, да кажеме, во вторник, следниот ден и понатаму бил среда. Меѓутоа, денот останува, а се менувале само датумите. Значи, 10 дена да се анулират, едноставно ставене нов ден, односно нова дата, на тој начин да се усогласат календарите, зашто постоела разлика. Денеска имаме григоријански и јулијански календар, односно стар тип и нов тип. Така да не буни тоа што ние го читаме низ историјата и некој вели дека се менувал календарот во текот на историјата. Да, меѓутоа се менувале само датумите, а не деновите. Денешниот ден, што ние го славиме, како сабот или недела, е истиот тој ден и од времето на Исуса Христа. Саботата на 108 јазика се нарекува сабат или шабат. Значи, на 108 јазици денеска саботата се нарекува одмор или шабат. Нели треба да ја почитуваме неделата како знак на Христовото воскресение? И тоа е прашање за размислување. Некои одат толку далеко и се зимат за право и велат, еве, бидејќи Исус воскресна во недела, ние сега треба да ја славиме неделата наместо саботата. Бог воспоставил две нешта за да ја напоменува неговата смрт, погреб и воскресение. Ајде да видиме што пишува во Свето писмо. Бог воспоставил, драги пријатели, обред на света вечера, Господова вечера. Потоа зеде леп, заблагодари, им го раздаде, велејќи, тоа е моето тело кој се дава за вас. Правете го за мој спомен. Исто така ја зеде и чашата по вечерата и рече, ова чаша е новиот завет во мојата крв која се пролива за вас. Значи, Исус ја зел и ја дал светата вечера за спомен да се сеќаваме. После Христовото вознесение, апостолите продолжиле да ја почитуваат саботата, седмиот ден. Никаде немаме апел, стих кој ќе укаже дека дошло до промена од сабота во недела. Уште еден аманет
Исус оставил тој обредот на крштевање. Еве да прочитаме текст. Или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт, и така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот, зашто ако сме соединети со него во смрт, слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слични на неговото. Значи, почитувани пријатели, Христос ни оставил две многу важни работи, два обреда. Тоа е обредот на крштевање и обредот Света вечера. Христовото воскресение не променило ниту една од заповедите. Останале заповедите до ден денес исти, зашто Библијата кажува дека Бог не се менува. Тој е постојано истиот. Исус бил раснат во петок предпладне околу 9 часот. Тој цели 6 часа висел на крстот и некаде попладне пред зајдисонце бил погребан. Во сабота се одмара во гробот според заповедта. Во недела, веднаш по залезот на сонцето и крајот на саботниот ден, тој воскреснува. Значи, во сабота бил во гробот и некаде наутро во недела, дури во смртта, Христос ја запазил саботната заповед, драги пријатели. Прашање за нас денеска, кого ти ќе обожаваш? Исуса? Се крстиш во него, веруваш, а држиш погрешен ден. Време е да се промениме, почитувани гледачи. Време е да подзастанеме, да отвориме Библијата со молитва, да проучуваме и Бог ни ја покаже правата вистина. Да не обожаваме погрешен ден, зашто не ќе може да влеземе во небесното царство. Читавме пред малку. Бидејќи на новата земја, од сабота во сабота, Божиот народ ќе се собира да му оддава почит. Во текот на историјата, ѓаволот преку поедини луѓе, движења и поединци покушал да ја четвртата заповед искорне. А погледнете ова фотографија, глето, чекан и повие плочи. Кога удара по четвртата, автоматски се распукуваат и останатите 9 заповеди. Невозможно е да искчупаме, да искорениме четвртата заповед, а останатите да останат читави. Тоа е невозможно. Се случило во минатото да едноставно дојде до промена место сабота и недела. Иако читавме на почетокот дека едноставно Бог на човекот, на Мојсей му ги дал комплетно 10 заповеди. Бог не го менува својот закон, бидејќи, почитувани гледачи, тој е совршен. Понатаму, нема да го нарушам, овде пишува, заветот свој, ниту ке го променам тоа што излегло од устните мои. Бог не е човек да се менува, драги гледачи. Ние ќе ветиме вечерва, а утре веќе забораваме или го менуваме своето ветување. Бог е постојано истиот. Денес, вчера и утре, така пишува во Библијата. За тој закон, еве што е запишено за законот Господов. Да прочитаме заедно. Господовиот закон е совршен. Заповета Господова е светла и просветлува очите. Тој закон нема фалинки. Многу државни граѓански закони се напишени врз основа на овие 10 свети заповеди, драги пријатели. Тоа се кратки реченици, 10 заповеди, но многу содржајни, многу јаки, многу силни, затоа што потекнуваат од Бога. Понатаму читаме, му ја гледам границата на секое совршенство, но твојата заповед нема граница. Тоа го пишува Давид. Нема граница кај Бога, нема фалинки, нема ограничувања. Да прочитаме уште некој текст. Сите негови заповеди се постојни, утврдени се за сите времења. Не се менуваат законите Божи како нашите устави на нашите држави, почитувани гледачи. Нашиот устав колку пати е отваран и се менува. Божиот устав останува за секојаш ист. Зашто јас, Господ, пишува Малахија, не се менувам, затоа вие, Јакови синови, не бевте уништени. Ако Господ се менува како ние што се менуваме, па до сега ниеден од нас не би бил жив на оваа земја. Сите би биле уништени, зашто ние сме грешни и постојно се менуваме. Исто така спомнавме дека Исус Христос ја почитувал саботата, но полесно е небото и земјата да поминат, отколку една точка
се вратиме на текстот, отколку една точка од законот да падне. Значи, едноставно, Исус ја посочил вечната валидност на законот, почитувани пријатели. Апостолите, рековме, уште еднаш ќе повториме, не го промениле законот, туку го проучувале, го држеле и ги поучувале останатите луѓе на послушност кон него. По тоа познавме дека ги љубиме Божите заповеди, односно Божите деца, кога љубиме Бога и ги пазиме неговите заповеди, зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. Да, имало во минатото покушај да се промени саботата во недела. Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги промени времињата и законот, и тие ќе бидат предадени во неговите раце за едно време, за 2 времења и за половина време. Ова е пророштво, почитувани пријатели, и се исполнило во минатото. Овде имаме едно време, 2 времења и половина време. Според библиските пророштва, ова представува 3,5 години, или ако рачунаме, ако сметаме ден за година, 1260 години, кај што римската власт, начело со папата, покушале да го променат Божиот закон. Едноставно, тие со авторитет, со закон допринеле да се наречат реформатори. Да прочитаме. Во времето помеѓу деновите на апостолите и обраќањето на Константин, тоест помеѓу првиот и третиот век по Христа, обичаи и церемонии за кои што апостол Павле и Петар никогаш немале слушнато, се вовлекле незабележливо во црквата, а покасно за овие започнале да претендираат дека имаат божествен карактер. Значи, за време на ова време, од некаде во третиот век, ќе се појават, Павле вели, волци во овчки кожи во црквата Господова и ќе покушат да сеат раздор, да сеат немири. Католичката црква, едноставно, мора тоа да го кажеме, ги променила 3 Божи заповеди. Сега за кој миг ќе го споменеме. Значи, во нивниот катехизам ја избришале 2-та заповед. Едноставно ја тргнале. 4-та станува 3-та и е изменета. Светувај го са 7-миот ден неделата. Така пишува. Во оригиналот пишува светкуваја саботата како 7-ми ден, а тие се дрзнале. Значи, 2-та заповед, кај што Бог забранува клањање на идоли, на кипови, ја избришале, ја помериле 4-та во 3-та, односно ја промениле, место сабота напишале недела, а едноставно 10-та е разделена на 2 дела, за да станат повторно 10 заповеди. Кај католиците во нивниот катехизам значи нивна доктрина или правило, заповедите се поделени 5 со 5, а според Библијата 4 со 6, зашто 4 заповеди го регулираат нашиот однос кон Бога, а 6 заповеди го регулираат односот човек кон човек. Така да, еве на фотографија гледаме на тие нивни концили или така наречени собори, кај што со декрет се донесени обврски луѓето место сабота да ја слават неделата како Божји ден. Еве ова историска фотографија цар Константин, каде што го потпишува тој декрет и го запечатува дека 31 март едноставно сите треба да ја почитуваат неделата 321 година после Христа. Тоа е едиктот или декретот на цар Константин. Тој заповедал сите граѓани на Римската империја да го празнуваат почетниот ден на сонцето неделата. И затоа римјаните или незнабожците неделата ја посветиле на сонцето и затоа се нарекува Сандеј или Зонтак, сончев ден. Едноставно, те имале своји божества и секој ден бил посветен на некое свое божество. Култот кон сонцето едноставно бил прославуван, митраизмот се практикувал на големо во Римската империја. Значи, гледате, сите тие незнабожечки пагански обичаи се вметнати или им се дадени христијанско облекло и луѓето биле збунети. Папите биле и државници и водачи и ги почитувале. Во 325 година после Христа римскиот епископ Силвестер официјално нарекува неделата Господов ден.
Читавме во Откровение 1 глава 10 стих дека Господов ден е саботата, драги пријатели. Христијаните не треба да јудејствуваат и да одмарат во сабота, туку треба да работат во тој ден. Ако се најдат дека јудејствуваат, ќе бидат отфрлени од Христа. Еве, на Лаодикејски собор, Канон 29 во 364 година после Христа. Гледате, ние кажавме и поставивме прашање, кој има право да се дрзне, има ли некој право да ги менува законите? Никој нема право. Во Библијата пишува дека никој не сме да додаде или да одземе. Еве уште една година, 538 година, Орлеанскиот собор вовел строго запазување на неделата во црквата. Значи, гледате, наметнати се со сила закони. Откако црквата го променила денот за одмор од еврејската сабота или седмиот ден на седмицата во првиот, таа направи третата заповед да се однесува на неделата како за свет ден на Господа. Католичка енциклопедија. Кој им дал право, почитувани гледачи, некој да ги менува Божите свети заповеди? Заповедите биле напишени на камена плоча, што символично означува дека тие треба да бидат трајни. Меѓутоа, сатаната преку овие водачи, верски лидери, врши промена. Еве уште една изјава. Вие можете да ја прочитате целата Библија од Битие до Откровение, значи од прва книга Мојсеева до Откровение, но нема да најдете нито еден ред кој што го потврдува светкувањето на неделата. Списите бараат да се празнува саботниот ден. Ова кардинал Гипсин го напишал во книгата Верата на вашите татковци. Драги пријатели, судбоносно е денеска прашањето кого ти ќе следиш, човек или Бог? Бог ни дава целосно откровение дека саботата е седмиот ден. Сега да не ви читам се овде, може сами да проверите, да прочитате. Во катехизмот се води една полемика, прашање кој е библискиот шабат, овде одговорот е сабот. И сега се води доле диалог и на крајот се признава дека саботата е Божи ден. Меѓутоа, тогашната католичка црква начело со тогашните водачи извршиле промена. Неделата не е заснована на писмото, драги пријатели, туку на традицијата и се востановува како католичка институција. Тоа е јавно кажано од страна на католичките водачи во минатото. Значи, кого ние ќе следиме? Човек или Господа? Еве уште една изјава. Авторитетот на црквата не може да биде починет на авторитетот на писмото, зашто црквата ја променила саботата во недела не врз основа на некоја Божја заповед, туку поради својата собствена власт. Кој им дал право да го менуват денот за светкување, драги пријатели? Овде вели признават дека тие поради својата собствена власт извршиле промена. Кого ти ќе слушаш? Кого ти ќе почитуваш, драги пријателу? Исуса, Христа кој го дал својот живот, или човек кој денеска е, а утре не е? Бог јасно ни нагласува дека на новата земја христијаните, следбениците Божи, ќе ја почитуваат саботата наместо неделата. Овој народ ме почитува с устните, а нивното срце е далеко од мене. Напразно ме почитуваат учејки науки, што се човечки повелби. Вие ја остававте заповедта Божја и го држите човечкото предание. Драги пријатели, кого ние ќе држиме? Предание човечко или Божјото писмо? Но за Божјиот народ останува почивката саботна. Зашто кој ќе влезе во спокојот негов, тој ќе се одмори од делата своји, како и Бог од своите. Така да се погрижиме да влеземе во овој спокој, за да не би некој да падне во слична непослушност. Почитувани пријатели, за Божјиот народ во последно време апостол Павле вели останува саботната почивка. Сака преку ова предавање јасно и гласно да ги открием овие Божи текстови, библиски текстови, драги пријатели. Да самите се уверите дали ќе веруваме онака како што Бог вели или ќе ја држиме традицијата. Едноставно, традицијата не спасува, туку не спасува послушност кон Господа. И сосема на крај за ова предавање, во ова прилика, ќе го читаме текстот во Матеј 11:28. Дојдете при мене, сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Ако си обременет, драги пријателе,
Ако не знаеш кој ден да празнуваш, еве сега знаеш. Јасно и гласно ги читавме овие библиски текстови. Дали ќе го слушаме Господа или човек? Традицијата или Библијата? Одлуката е твоја. Јас лично ќе тргнам со тебе и јас ќе ти обезбедам одмор. Дали ние ќе тргнеме со Господа или не, зависи од тебе и од мене. Исус не повикува доброволно, со слободна волја, да тргнеме според волјата Негова и да живееме и да ја празнуваме саботата како ден благословен и радостен. Пробајте, одвојте саботата, радувајте се во тој ден, оставите ги сите ваши земни работи, ќе видите каков благослов ќе добиете, драги гледачи. Сосема на крај дојдовме до ова наше предавање и да се помолиме. Господи Боже, ти благодариме што јасно си ни ја открил саботата како ден посветен и одвоен од останатите денови за служба на Тебе. Прости ни ако држевме до сега лажен човечки ден, измислен од човечка уста и умови, а ја погазиле саботата. Помогни ни, Господе, да се ослободиме од човечките традиции и обичаи и да го прифатиме оној вистински ден, кој не само овде треба да се обожава и да се слави Твоето име, туку и на новата земја. Води ни чување според Твојата милост и љубов, а те молиме сето тоа во Христово име. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и во оваа прилика. Следете го мојот канал, Томе Трајков на YouTube, ќе најдете многу повеќе предавања и се гледаме и ви закажувам средба во наредното предавање. Секој добро. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Zemlja radosti čeka sve nas, vjerno gledamo divan njen sjaj. Tamo čeka nas vječni njen dom, svakoj patnji i suzama kraj. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Neće žalosti biti u njoj, nit će srce nam tištiti jak. Prepun radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sad. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Svako nek se već sprema za put, s ove zemlje u novi svoj stan, jer je tama na izmaku već. Isus ide i bliži se dan. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Pa će vječnost osvanuti nam.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.